Ова другари повеќе од пленумот испаѓа. Другари, вечер сме во борбениот и револуционерен Велес. И јас морам да ви кажам, ја како штипјанец, и сега Штип стварно дал многу и херои, и поети, и познати личности. Може би малку сум бил арогантен, стварно не сум бил свесен колку великани има изнедрено Велес. Значи, почнувајќи нели од Кочо Рацин, Панко Брашнаров, Миле Попјорданов, Хаджи Константинов Джинов, значи Главинов, Гемиджиите, то се, да не ги набројувам сите, то се неброени великани. И слушајте ме добро, другари, меѓу тие великани ќе бие вброен и нашиот председател Димитар Апасин. Ви кажам една анекдота, кога станавме пратеници, јас стварно влегов без искуство, тој нели сепак и професори по реторика, јавно говорење, има искуство и така натаму, и ми вика не се секирај, јас сите финти ќе ти ги кажам, јас знам реторички финти, вака така, има да грмиш, има да газиш. И се доближува времето полека, да ја треба да земам збор, викам, ајде председателе, ќе биде денеска, утре, заутре, и онака буквално ме фрли у огнот, како што вика Штипски, на голо. Јас дадов се од себе да испливам како што треба, но шала на страна, јас ќе ви кажам, за секој мој успех, двајца сме, не е нормално, на нас беше фактички спотлајтот на јавноста. За секој мој успех, за секој момент кога јас сум бил истакнат, за секој момент кога сум бил у јавноста, секогаш ми истакнувал, значи никогаш не сум забележал момент да тргне на страна, да ме тргне на страна, не само мене, сите што сме од левица, да вие да имате председател на кого што може да му се обратите како на другар и да ви помогне, кој што несебично, без суета, го истакнува квалитетот на сите во левица, таков председател другари на друго место нема да најде. И бидејќи денеска ја започнуваме, значи, парламентарната кампања, јас би сакал да се задржам на двајцата главни мои конкуренти, значи од двете најголеми партии, СДС на нашата земја и ВМРО ДПМН или ДПН, најверојатно последното е најточно, да се осврнам на моите главни ривали како еден вид персонификација, значи прво лично и после персонификација за самите партии кои што ги имаат, од кои што доаѓаат и кои што ги имаат кандидирано. Прва е, значи, Сања Лукаревска, ако ја знаете, таа е и актуелна беше, нели, или е уште директор на УЈП. Дали ја пометите нејзината кратка политичка кариера, не знам, беше отприлика една година некаде пратеник, ја не памтам ни еден нејзин говор, не памтам ништо, значи тоа е да безлична политичарка, значи технократ, онака извршител и моментално командува, значи со еден од столбовите на класната нееднаквост, а тоа е, значи, извршителот на даношната политика на СДСМ, која што го прифати рамниот данок од ВМРО ДПМН, и ние гледаме дека тука нема никаква разлика. Буџетот, другари, се полни од вас, значи од мнозинството, од обичниот работник, од земјоделците, од огромното мнозинство, додека богаташите, крупниот капитал, кои што се нивни лични пријатели, поврзани со нив, остануваат неданочени или многу малку даночени. Значи, мораме да разбереме дека луѓето се есенција на едно општество. Значи, постоеле општества и без пари, и без банкари, и без банки, и без свашта, но не постоеле општества без луѓе. Значи, вие сте есенцијата на ово општество и тоа сака фактички да го предочи левица. Значи, ново општество од луѓето за луѓето. Земете пример само, да речеме, ѓубриџиите да прекинат да работат, за само неколку дена цело општество ќе колабира. И тоа збориме за професија, за жал, на која што се гледа можеби и од озгора малку со презир,
Гледате колку тие луѓе се есенцијални. Значи, тоа е есенцијата на општеството. И утре да ни избегаат банкарите, целиот капитал наводно да ни избега, државата ќе ги национализира банките, ќе пушти капитал у промет. Верувајте, не се тие есенцијата, ние сме есенцијата. Меѓу другото, значи имате општество денес, ајде да земеме еден пример од земјоделството, например, 974 имате 5 хектари земја и да речеме тие 5 хектари земја се орат со жито и за да добиете толкав и толкав принос, ви требаат комбајни, трактори, машини, семе, наводнување и така натаму, имате разни видови на трошоци. Денеска сме 2024. Денеска, за да се постигне тој принос, значи од 74-та, например, треба неколку пати помалку трошоци, неколку пати помалку машини, неколку пати помалку гориво, а приносот е 2 до 3 пати поголем од истите хектари земја, а другари, лебот ни е 3, 4, 5 пати поскап. Тука нешто не е во ред. Тука нешто не е во ред. Тоа може единствено ако плодовите од трудот на македонскиот народ, на македонскиот работник му се одземени. Дел легално, дел нелегално. Легално и преку даночната политика. Значи, вие може да сработите, да кршите кичма од работа 12 сати, да произведете 3000 евра производ месечно, а да добиете само 300 евра. Ете, тоа е работата. Ние имаме пирамидална економија, пирамидални даноци и ние таа пирамида, другари, ќе ја свртиме на глава. Ке го даночиме капиталот, ке ги даночиме најбогатите, ке ги намалиме даноците за најсиромашниот народ и веќе и на друго место беше спомнато, клучните индустрии ке ги национализираме, нешто што не убедуваат дека наводно не може да функционира. Наводно не може да функционира, а ние имаме во економски најуспешната држава Кина. Погледнете, да речеме, светската листа на банки, од топ 10 банки, 7-8 се од Кина и сите се државни. А земјоделските задруги у Кина, грото се државни. И сега тоа функционира перфектно или најефикасно, најшто може ефикасно моментов, а тие денес ни викаат дека нашата политика која што се стреми кон такво нешто, дека е радикална, дека е анахрона или неостварлива. Не, другари, обратното е. Обратното е. Ова надвор што ни се случува, оваа дистопија, надвор што ни се случува, тоа е нешто што мора да се спречи. Нашиот радикализам всушност е нормализам, нешто што треба да доведе човекот до нормала, да може обичен човек да живее од својот труд. Нешто што денеска не може. И сега, значи, ја имате и СДСМ партијата, нели, која што ја кандидираше, исто, безлична структура, како нивната кандидатка. Значи, зборуваме за партија во распаѓање, они се буквално сега во слободен пат, тоа го истакне професорката Пости. Изгледа дека нивниот председателски кандидати низво да го имаат пуштено, ја толку гледам дека се замараат околу него. Социјалдемократијата ко политика одамна имаат напуштено, не дај Боже социјализам и комунизам, такво нешто, чувај Боже. Националната политика ја напуштија, македонизмот го напуштија, кокетираат само со некој си европски либерализам, кој што овде нема темел и нема база, што значи таа структура нужно ќе пропадне и левица нужно ќе дојде на низиното место. И сега би сакал да зборувам малку за другиот кандидат, значи тој е за Драган Ковачки од ВМРО ДПМН или ДПН или како и да било. Не знам дали сте забележале, тој е вака, не доаѓа од арама, вака е со кренат нос цело време, онака некако се поставува стоички. Јас мислам дека е кандидиран намерно за да символизира некој стоицизам, некој сила, некој ред и дисциплина, некоја стаменост, тврстина или нешто така, затоа што на народот очигледно му треба тоа во моментот, значи му треба ред, му треба цврста рака. Но јас ќе ви кажам и од нашето
искуство со бранието дека тоа е чиста фасада. Значи тоа е чиста фасада. Значи ние предлага ВМРО да помане закон и тоа е законот за бранителите, сличен текст како тој текст што го блокираше Талат Џафери на времето, кај што треба да се обештетат, значи, семејствата на загинатите бранители конечно после 20 и кусур години. Тој закон секако го блокира ДУИ со 10.000 амандмани, излегуваат силните ВМРО-вци, Ковачки и мислам дека беше овој пратеникот од Куманово, и викаат, чим го блокирате законот за бранителите, тогаш ние ќе го блокираме законот за вработените во одбраната со 1500 амандмани, немам појма. Се сликаат онака гордо, грабнале вулкави, снопови хартија, знаеш, и викаат, нема мрдање, ВМРО е тука, ВМРО го блокира законот за вработените во одбраната, законот, или ќе помине законот за бранителите, или овој закон не го пуштаме. Само 2 недели. Значи, само 2 недели им требаше да цвикнат, буквално, и да ги повлечат амандманите. И денеска имате закон за вработените во одбраната се помина, зашто тие ги повлеко амандманите, закон за бранителите уште немаме. Ете тоа вие ВМРО да помине. Не е лошо и да се подсетиме, значи истото ВМРО да помане, ја предаде војната буквално на добиено 2001, го подпиша капитуланскиот, значи рамковен договор, ги амнестираше хашките случаи, нешто што не се амнестира. И тука најдиректно може да му се обратам на Ковачки. Пазете, го ставија Талат Џафери, дезертерот и командантот на УЧК, за министер за одбрана. Истиот тој, Талат Џафери, кој што има у најмала рака давано наредби да се убива припадниците на Арама или лично ги има убивано. Истиот тој, од позиција на моќ, ВМРО со 63 пратеника го стави за министер за одбрана, толку тие имаат почит, за македонската армија и за македонскиот војник, толку немаат. Ги поделија службите на служби на етнички интерес, МВР на ВМРО и останатото на МВР на ДУИ. Исто и службите, паметите во бомбите имаше дека во нивна сфера било она што не фишо тепало Охрид, па знаеш као остите ги службите на законот и редот да не реагираат. Мислам дека подпредседателот Нивен Николовски зборуваше. Ете тоа беше нели јакото ВМРО. Понатаму Преспанскиот договор со нивните 8 наводно пребегани пратеници, Бугарскиот договор, не знам колку паметите се фалеа, буквално се фалеа дека бил нивен изум, нивен драфт, они го дале, не знам шо, додека работата идеше како што треба, сега се прават на тошо кога веќе Бугарија значи уценува. И ова, ако паметите, скоро излезе истиот тој Ковачки и имаше образ да каже дека секој глас за левица бил глас за ДУИ. Човекот доаѓа од партија која што со 63 пратеника не можеше да спроведе попис. Значи, најобична статистичка овој процедура, попис, не може да го спроведат пописот од ДУИ. Од партијата која што прво се колнеше дека нема да коалицира со терористите, за еден изборен циклус, 2008 да, коалицира и, пак ја кажам, што го ставија Талат Џафери. Тој истиот, 8 години ДУИ бил партнер, го ставиле Талат Џафери буквално да ги понижува војниците, и тој истиот има образ да каже дека глас за левица бил глас за ДУИ. Море молчи, ќути таму. Значи, молчи. Немаш образ. ВМРО ДПМН, другари, најдобра метафора за ВМРО ДПМН е, вие Скопје 2014, значи, земете вака сега тука сите колективно, да замислиме еден столб или еден капител од тие нели велелепни фасади кои што тие ги градеа. И сега на прв поглед вака на 10-20 метра ви изгледа вака цврсто, силно, знаете, изгледа грандиозно, високо, личи на мермер, нели? И како што поише се доближувате, полека почнувате да гледате да всушност дека се работи за стиропор, полека ги гледате,
пукнатините, гледате каде почел да се рони, да трули, и кога ќе се доближите до него, значи само една клоца фали ќе ви пропадне ногата буквално до колено во трулежот на стиропорот. Ете, тоа е ВМРО ДПМН. Тоа е ВМРО ДПМН. Фасада, а внатре трулеж и шуплина. Само проекција на сила, а всушност цело време во пракса е слабост. И за крај, и нашите другари на претходните митинзи зборува колку нели сега и за државата и за партијата се наоѓаме во еден вака историски момент. Не е тоа празна фраза, другари. Јас сакам сите тука кои што сте и членови на раководство, значи и симпатизери, и гласачи, на вистина да се чувствувате дека сте дел од еден историски момент, дел од еден историски процес, дека сега конечно од неми посматрачи на ова што ни се случува надвор, само доволно од оваа зграда да излеземе, за да го видиме на хаосот надвор што се случува. Значи сега конечно од неми посматрачи станувате и креатори, некои кои што сака таа ситуација надвор, значи да ја сменат. Значи не сме сега веќе обични луѓе, сега сме политизирани. Значи прифатете си го тоа, кренете ја главата, сватете го историскиот момент, прифатете го и разберете ки има закани, притисоци, секогаш имало. Не само што не треба да се плашиме, не треба ни да бегаме. Треба да ги прифатиме. Треба да дозволиме и тие закани, и тие притисоци да ни влијаат, значи да не отврснат, да не отрпнат, да не отврднат, зашто така се кали челекот, другари. Така се кали челекот. Така се ствараат борци. Значи, така се ствараат борци. Борци не се ствараат со седење пред телевизор со пиво у рака и гледање Лига на шампиони. Така се ствараат борци, другари, и само со прекалени борци на наша страна можеме да победиме. Ви благодарам.